колеги пратеници, почитувани граѓани, побарав збор заради тоа што прво очекував, исто како што постапувате, господине председател, и со другите закони кои што вчера ги доставивте, значи Законот за работни односи, во исто време, во 16:49 минути вчера, беше доставен и Законот за поддршка на настраданите во несреќата во дискотеката во Кочани, на членовите на нивните семејства по скратена постапка, но законот не се најде на дневен ред и од тие причини денеска сакам да го предложам ова законско решение, заради тоа што ова не е обичен законски текст, ова е морална, институционална и човечка обврска на сите нас. Таа произлезе од големата трагедија која што ни се случи во Кочани, каде што животот го загубија 62 лица и уште 200 повредени лица. Со овој закон и со носењето на овој закон ја преземаме нашата должност како држава да не дозволиме страдањата на граѓаните да бидат игнорирани или да бидат потиснати и со ова институциите конечно ќе застанат зад народот во овој момент на трагедија, меѓутоа и во сите денови кои што следат во процесот на закренувањето со солидарност, одговорност, но и системска поддршка. Законот во целина опфаќа и обезбедува сите семејства кои што имаат загинат член да добијат по 80.000 евра во денарска противредност. Исто така, оние кои што имаат инвалидитет да добијат финансиски средства зависно од степенот на инвалидност. 100% инвалидитет 5 милиони денари, 90% 4 милиони 100, 80% 3 милиони 700, 70% инвалидитет 3 милиони 100, 60% 2 милиони 800, 50% 2 милиони 500, 40% инвалидитет 2 милиони 200, 30% инвалидитет милиони 500 и 20% милиони 200. Исто така, со законот се предвидува да се добие посебен начин на една брза лента здравствени услуги кои што им се потребни и за лекување, меѓутоа и за рехабилитација подоцна, и при тоа да се користат сите услуги и платени од државата и во земјата и во странство. Исто така и во трудовото право, секој родител кој што има повредено дете да може да има право на платено отсуство, секако дека и оваа социјална поддршка е исклучително важна и значајна. Затоа ве повикувам сите пратеници, без разлика на политичката припадност, да го поддржиме ова законско решение и да покажеме дека сме тука и дека граѓаните имаат на кого да се потпрат. Благодарам. Благодарам. Предлогот на пратеникот Оливер Спасовски да се дополни дневниот ред со нова точка го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Јуфтојто во тој. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 19 пратеника, од кои 18 гласа за, нема против и еден пратеник е воздржан. Констатирам дека предлогот на пратеникот Оливер Спасовски не е усвоен. Продолжуваме понатаму.